Градоначалникот Илчо Захариев денес си го плати данокот на имот со полнење на општинскиот буџет пред да бара пари од граѓаните. Штипскиот градоначалник прво бркна во сопствениот джеп. Мојот пример ќе го следат службениците во општинската администрација и во јавните предпријатија и да порачам на граѓаните на Штип да го плаќаат данокот на имот. Тоа е оврска, данокот не е голем, но средствата кои се прибират од тој данок се доста големи за општината и се многу битни дали ќе ги завршиме сите инфраструктурни проекти. Лани само по основ данок на имот Штип наплати околу 20 милиони денари. Наплатата некаде околу 80% од данокот на имот на физички лица. Меѓутоа и планот е реализиран, оно што е по програмите. Сепак околу 2000 граѓани на Штип својата обврска за плаќање на данок се уште ја немаат подмирено. Сите заедно на општина Штип само за една година и должат околу 4 милиони денари. Да се ги измират своите неподмирени давачки, поднес на данок на имот за претходните години, како не би дошле во ситуација да бидат наплатени истите средства по присилен пат. Со тоа би се изложиле на дополнителни трошоци, а општината од таа работа нема да има никаква корист. Инаку наплатата на данок на имот во останатите општини од регионот се движи од 70 до 80%. Најажурни во регионот лани, кога во прашање е плаќање на данокот, биле во Пробиштип, каде 90% од граѓаните и фирмите си ги подмириле обврските кон општината. Инаку годинава вкупно од физички и правни лица, општините планираат да соберат околу 140 милиони денари.